Во пресред на светското првенство во Русија, центарот на сите случувања, настанот кој ќе биде главна тема на наредниот период, се роди желба за партија фудбал и повторен близок контакт со топката. Оваа топка припаѓа на млада фудбалерка Ива Јосифова. Па, јас сум Ива Јосифова. Живеам во населба Илинден, Кадино. И ова ми е втора година како тренирам во школата на Владко Грозановски, фудбалерот. Желбата за фудбал од кај мене се роди во 9-та година, 10-та. И сакав да се запишам во клуб, но овој клуб не постоеше тогаш и се запишав во еден женски клуб. Таму тренирав една година и тогаш се отвори овој клуб и бев заинтересирана за тоа и мислев дека нешто ќе постигнам и затоа им реков на моите родители да се запишам овде и да видам како ќе ми оди. Но дека немаше ни едно девојче малце не ми беше многу добро, но кога ги запознав другите, имам одлични другари тука. Кога се запознав со ми, се беше друго. Како реагираат твоите родители на твојата одлука дека сакаш да си женска фудбалерка или воопшто твоите врсници, другари, другарки? Па, моите родители не реагираа многу добро, пошто мислеа дека фудбалот е спорт за машки, но сега кога успеа во нешто, им докажав дека не е фудбалот само за машки, туку дека можат и да успеат и женските во него. Сега верувам дека и те поддржуваат силно. Да. Секогаш сама сум одела, сум сакала на тренинзи и тренингот ми е место кај што сум најсреќна. Презентацијата така ме викаат, селекторот ме вика Наташа Андонова, не знам зашто. Така Има нешто на неа. Да. И таа ми е најголем идол. По зборовите на Владко Грозановски, Ива Јосифова на некој начин е лице на неговата школа или во најмала рака најдобра женска фудбалерка. Сигурно дека е задоволство да имаме талент како Ива, посебно што Ива е девојче, нели? Ретки се тие случаеви да има од најмали нозе, нели, таленти девојчиња. Па уште од самиот старт, уште првиот ден видовме дека има талент. Прво и основно е тоа, се гледа, значи како трча, техниката со топка, прво го видовме тоа и од ден на ден Ива само се надградува, учи, слуша, паметна е, така да се надевам дека ќе напредува и дека ќе престои пред незе добра фудбалска иднина. Тој е, мислам дека многу добар тренер. Па кај него сум почесто и многу нови работи од него научив. Секогаш гледа да ни ги покаже вежбите со разбирање и многу побрзо да ги научиме. Мене ми кажи Владче дека ти си една од најдобрите женски фудбалерки кои што еве некогаш тренирале кај него. Што ќе кажеш ти на тоа? Па не знам. Јас не ќе да се фалам дека сум најдобра, но како збора тренерите, така и нека биде. Јас мислам дека не сум тука најдобра, дека има и подобри девојчиња но мислам дека во оваа школа од девојчињата сум најдобра. Добре, денеска имав јас можност малку со тебе да вежбам, да ме научиш, да ти кажам, ме измори. Можеби не сум толку во кондиција, меѓутоа ете ти навистина ме мотивираше да повторно се вратам и јас да вежбам, ако не е фудбалот, сигурно да дојдам некогаш и со тебе вака да ме истренираш, бидејќи ти си навистина професионална во тоа. Кажи ми каква бев јас денеска? Па не беше многу лоша. Не? Да, за голман беше добра. Мама, затоа ќе имам модринки тука. Па можно е, се можно. Фудбала. Светското првенство во Русија току-што започна со надпреварот на домакините и Саудитска Арабија. Додека амбицијата и големата љубов на Ива Јосифова кон фудбалот ветува блескава иднина, возбудата за уште едно успешно првенство се повеќе расте.